И покрај ниските минусни температури, сепак снегот што падна во изминатиот период делуваше како заштита на есенските посеви од измрзнување, така што оваа година земјоделците немаат некои посебни стресови за есенските посеви дека евентуално би измрзнале, велат агрономите. Температурите кои што ги имавме во изминатиот период не представуваат опасност воопшто во целокупното земјоделско производство. Значи тие температури не предизвикуваат некои измрзнувања, како кај стрните жита, така уште помалку кај овошките и кај лозовите насади. Значи земјоделците знаат дека јачменот мрзне на минус 12, можеби имавме такви температури во овој период, меѓутоа имавме и снежна покривка. Снегот како изолатор е многу добар, така да воопшто нема опасност од измрзнување, барем до сега. Во понатамошниот период, значи ако се спуштат температурите под 12, може да предизвикаат и нема снежна покривка, може да предизвикаат измрзнување кај јачменот. Агрономите со совети за земјоделците за активностите што треба да ги преземаат во овој период. Вообичаено, оние кои што имаат користено основно ѓубрење со 3.15 или 3.16 може да одат со 10 до 15 килограми сега со уреа, доколку немаат користено, секако дека таа количина треба да се зголеми, па дури до 20-25 килограми по декар. Доколку се оди со уреа. Ако е амониум нитрат или шалитра, треба да бидат малку поголеми, за 5 до 7 килограми поголеми површините, количините по единица површина, односно по 1 декар. Имаме доволно влага во моментот во почвата, така да што порано извршат прихрана, тоа подобро би се раствориле овие азотни ѓубрива и би имале подобар ефект врз самите посеви. Доколку производителите немаат извршено основно есенско ѓубрење, овие споменати количини на ѓубрива треба да се зголемат, но сепак тоа зависи од плодноста на почвата и од површините на кои што сеат есенски посеви од пшеница и јачмен.